Државната изборна комисија е тело составено од 7 члена кои се професионално ангажирани за да спроведуваат избори. Но само во последните неколку години довербата во телото ја разнишаа 2 случаи. Во бомбите, објавени во 2015 година, можеше да се слушне како одлуки се носеле не по професионално обедување, туку по партиски диктат. Да votuješ por to, por tu preš. Votuješ por tu preš и ми можеш почајди. Договорот бил членовите на ДП и ВМРО ДПМН во ДИК да ги надгласат членовите на СДСМ и ДУИ. Се слушна во 8-те аудиобомби презентирани од специјалното јавно обвинителство. Поради ова, на крајот на 2015 година, комисијата доби експерти за председател и заменик председател, предложени и поддржани од сите партии. Но 2 години подоцна и тој состав беше принуден да си замине. Членовите на Државната изборна комисија на затворена седница си поделиле бонуси од 5-месечни плати за изборите во декември и бонус од 4-месечни примања за изборите во октомври. What does it say about the values of the organization itself? Оставките следуваат пожестокиот притисок во јавноста дотаму што беше спроведена онлайн петиција за колективна оставка на комисијата по скандалот со бонусите кој го обелодени амбасадорот Бејли. Во оваа зграда на 4-ти кат работи актуелниот состав на Државната изборна комисија. Беа избрани во летото 2018 година со привремен мандат од 6 месеци за да го спроведат референдумот. Неуспехот на партиите да се договорат за реформа на изборниот систем им го продолжуваше мандатот, па тоа е составот што ќе ги спроведе и предвремените парламентарни избори на 15 јули. Последното продолжување на нивниот мандат го направи владата преку уредба со законска сила. Председател на ДИК е Оливер Дерковски, кој заедно со Елизабета Постоловска се избрани од собранието на предлог на ВМРО ДПМН. Подпредседателката на комисијата е од ДУИ, Дитмире Шеху. Беса има еден член, Енвер Салихи, додека владеачки од СДСМ има тројца своји представници – Јанаке Витановски, Радица Ристеска и Борис Кундарко. Ако се земат предвид предизборните коалиции, СДСМ и Беса имаат мнозинство во ДИК, но тие зависат и од председателот на институцијата. Например, Дерковски и Шеху се тие што можат да свикаат седница, иако формално право да побараат седница имаат и останатите членови, како што се случи минатата недела. Членовите и на овој состав, иако доаѓаат на предлог на партии, тврдат дека се непристрасни во одлучувањето. До сега на Оливер Дерковски тешко дека некој му диктира. Мојата работа и мојот глас тука се однесува според мое лично убедување. Јас секогаш постојат записници давам свое образложение. Сепак, одредени неодамнешни постапки и јавни настапи на членови на комисијата оставија поинаков впечаток, откако поради епидемијата со COVID-19 со владина уредба се одложија изборите закажани за 12 април. Владината уредба предвидуваше во моментот кога вонредната состојба ќе заврши, изборните действија да продолжат онаму каде што застанале. Откако стана јасно дека председателот Стево Пендаровски нема во недоглед да ја продолжува вонредната состојба, а партиите немаат договор за датум за избори, првиот човек на ДИК настапи со тврдење дека е потребен подолг период за ажурирање на избирачкиот список од 22 дена предвидени со владена уредба. Се добива комплетно суров и потоа оди на обработка, се декриптира наредниот ден. Затоа јас упорно тврдам дека требаат измеѓу 45 и 50 дена за таа операција. Јас ги разбирам политичарите и нивните мотиви и погоди, меѓутоа јас морам да го почитувам законот. На последната седница на ДИК пред договорот меѓу партиите, Дерковски ги спореше и препораките од Комисијата за заразни болести за чинот на гласањето. Различно е препорака и различно е протокол, заради лоцирање на одговорноста во она што е напишано на. Мислам дека е неумесно ние да си нарачуваме содржина или да си пишуваме самите протоколи како дали е соодветно или несоодветно. Откако на 13 јуни заврши вонредната состојба, членовите на ДИК тргнаа во потрага по Дерковски за да закаже седница за усвојување на роковникот за продолжување на изборните действија. Немаше трага ниту од Дерковски, ниту од неговата заменичка од ДУИ, Дитмире Шеху. Тој се јави преку Државната агенција МИА дека нема намера да закаже седница додека не добие решение со нов датум за избори од председателот на парламентот Талат Џафери. Од денеска сме во редовна состојба во државата и важи изборниот законник, а не некои уредби што ги донесе владата за време на вонредната состојба. На ставот на Дерковски реагираше министерката за правда Рената Десковска.
со подсетување дека со владина уредба е продолжен и мандатот на членовите на ДИК. Па ако уредбите не важат во редовна состојба како што толкува Дерковски, тогаш ни тој, ни другите членови на ДИК би биле на тие позиции. Уставниот суд вели, очигледно е дека продолжувањето на мандатот на членовите на Државната изборна комисија се протега на период по завршување на вонредната состојба, но тоа е во согласност со целта заради која е донесена оваа мерка, непречено спроведување на предвремените избори за пратеници по престанокот на вонредната состојба. Но откако Заев и Мицкоски постигнаа договор за избори на 15 јули, а Тала Џафери го коригираше решението, следуваше и нова владина уредба со прецизни рокови за изборните действија. Тогаш ДИК се реактивираше експресно и веќе немаше проблем ниту со кратките рокови, ниту со важењето на владините уредби. Што го премисли Дерковски? Не. Јас, како што кажав, значи комисијата работи согласно законите. Во ситуација кога денес имаме се уште вонредна состојба, ние мора да ги почитуваме уредбите со законска сила. Во моментот кога ќе престанат уредбите, на сила се законите и изборниот законник пред нас. Тогаш што ќе биде во таа ситуација? Ќе прекинете со одредени действија? Не, тогаш согласно изборниот законник утврдени се действијата и продолжуваме до крај на процесот. И додека Дерковски тврди дека не го сменил мислењето, колегите од СДСМ велат дека самиот си се демантира. Некои тврдеа дека владините уредби завршуваат кога ќе заврши вонредната состојба. Не е така. Кога ќе заврши вонредната состојба, владата нема право да носи нови уредби, меѓутоа оние постојни уредби ние мора да ги применуваме и така и ќе работиме. Оние што ги оспорува владините уредби се оспорува и сами себе, бидејќи ние во ДИК изгласавме едногласен заклучок со кој прифативме согласно уредбата дека се она што е дотогаш завршено е важечко, а дека ќе се продолжи понатаму со преостанатиот дел на изборните действија. И така и бидна, и така и работиме. И подпредседателката Дуи Дитмир Шеху не гледа проблем во тоа што не била достапна за свикување седница. Вели дека председателот Дерковски не бил спречен да свика седница, па немало потреба таа да му ја преземе надлежноста. Но можно ли е да се саботираат други уредби кои што евентуално би ги донела владата? Значи, уредбите на владата се со законска сила и ние ги почитуваме. Зашто друго ќе се обратите кај други членови ако некој ги саботира? Значи, кажувам моje лично мислење. Потезите на членовите на ДИК изминатиот период се слика за нивната наводна независност од партиите, вели поранешниот прв човек на ДИК Александар Новаковски. Тој забележува дека актуелниот председател на комисијата е контрадикторен во ставовите. Имаше изјави дека им се потребни 50 дена. Имаше изјави дека треба одново да почне изборниот процес. Тоа е недозволиво. Државната изборна комисија е по закон да спроведува тоа што е донесено со уредби, бидејќи уредбите ги заменуваат уредбите со законска сила, законите, тие мора да поступуваат. Ево сега ве прашам. За мене не важи вика уредбата со законска сила донесена од владата, за мене е прекината во редната состојба и имаме изборен законник. Другиот ден се продолжува во редната состојба. Сега што правиме, важи или не? Значи, тие работи се недозволиви ако сакаме да се трниме од партиите. ДИК спроведува јавни набавки поврзани со изборниот процес, го ревидираше роковникот, ги повика партиите на подпишување кодекс за фер избори и најави посета на избирачките места заради проценка дали е можно спроведување на мерките за заштита од COVID-19. Избирачките места сега ги проверуваат. Треба да се проверат избирачките места далеку пред тоа, затоа што сите знаевме дека ќе се гласа во услови на пандемија. Дали помалку ќе има заразени или повеќе, таа ќе беше ситуацијата и да беше редовниот термин. Ова не е критика, сега им треба подршка, но мислам дека треба да избегнат да работат со партиски влијанија. Новаковски предлага сосема нов модел за Државната изборна комисија. Составот да биде од експерти во областа, професори без политички багаж, а за полесно да се изгласа во парламентот, предлага партиите да добијат по еден член, но без право на глас. Ова засега се чини тешко остварлива идеја, зашто партиите тешко би се откажале од влијание од ДИК, зашто потврда се и последните случувања во и околу комисијата.